Гостивар и натаму останува без вода за пиење се додека не се докаже дека водата е безбедна. Засилени инспекцијски надзор и контроли се спроведуваат во градинки, болници, ресторани и други објекти каде што се користи вода. Во меѓувреме, владата испрати јасна порака. Нема да има селективност и секој што ќе има утврдена одговорност за случајот ќе одговара. Директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Оливер Миланов на пресконференција потенцираше дека забраната за користење на вода од гостиварскиот водовод останува во сила, се додека лабораториските анализи не потврдат дека таа е безбедна за употреба. Со надзорот беше утврдено дека во главниот цевковод на водоводната мрежа над ниво, без одобрение, се поставени пумпи која директно бризгува вода во овој водоснабдителен систем. Стручни лица на Институтот за јавно здравје земаат 4 мостри од водата од резервоарот, каптажата, од површинската вода и од јавна чешма во џамија. Целта на водените засилени мерки е прецизно да се утврди изворот на контаминација, степенот и обемот на загаденоста. Кога е загрозено здравјето на граѓаните, не смее да има компромиси, ниту прикривање на одговорноста. Изјави изутринава министерот за животна средина и просторно планирање Муамед Хоџа. Очекуваме брза, темелна и транспарентна истрага, целосно расчистување на случајот и соодветна одговорност за сите инволвирани. Според првичните информации што ги соопшти директорката на Државниот инспекторат за животна средина Ивана Гиноска, спорното земање вода во Гостивар е направено од отворен канал кој воопшто не е дел од официјалната дозвола за водоснабдување. Уште еднаш ќе ви кажам и ќе потенцирам дека ова што се случи е надвор од целиот опсек што го има дозволата на некои 800 до 900 метри на главниот цевковод. Значи, воопшто не станува збор дека во заштитните санитарни зони се случило нешто. Случајот е предмет на истрага на јавното обвинителство, кое треба да утврди како било возможно незаконски да се постават пумпи во главниот цевковод на системот за водоснабдување. Надлежните институции очекуваат лабораториските анализи во најкусможен рок да покажат кога водата повторно ќе биде безбедна за користење. До тогаш забраната останува во сила, а инспекцијските контроли продолжуваат на терен низ цело Гостиварско.